52,5 милиони евра од Европската Унија на македонска сметка како предфинансирање согласно планот за раст за 2024-2027 година. Ова ќе биде практично првата транша од предвидените 750 милиони евра за Македонија од вкупно 6 милиарди кои ги одвои Европската Унија за земјите од Западен Балкан. Реформската агенда за Македонија од вкупно 136 чекори за време од следни 3 години стигна во собранието, а доби високи оценки од Европската Унија. Парите ќе се користат за реформи во 6 клучни сектори, а не можат да бидат условени со никакви политички прашања, туку единствено со исполнување на реформите. Планот за раст не е алтернатива на проширувањето на Европската Унија. Тоа е понуда која што ќе го надополни и забрза процесот на пристапување. Комисијата веќе ја процени реформската агенда која што беше поднесена од вашата влада како релевантна, сеопфатна и соодветна за исполнување на целите на инструментот. Според она што беше презентирано во собранието, 1/3 од парите од Европската Унија кои се наменети за Македонија се грантови, а 2/3 кредити. Според планот на владата, првата транша треба да стигне до нова година. Процесот на интегрирање дава можност за забран за развој и придобивки за двете страни. Изгласувањето на оваа агенда овозможува пристап до финансиски средства како што се истакна над 750 милиони евра, од кои 1/3 се во форма на грантови, додека 2/3 се заеми. На денешната воведна расправа присуствуваше и председателката Гордана Силјановска-Давкова. Според неа, многу е важна координацијата помеѓу владата и собранието. Мора да се стопира злоупотребата на европското знаменце и да има вклученост на невладините и амбасадорите во Комисијата за европски прашања. Значи, покрај пратеничките столчиња, ни треба овде и соработка со сите што се инволвирани во овој процес. Така, нема да градиме само или да градите политикс, туку полиси. Нас ни треба зелена политика, ни треба, значи, антикорупцијска политика, ни треба енергетска политика во која има цел, има актери, има инструменти, ама има и постојан надзор. Според најавите за спроведување на реформската агенда, расправа во собранието ќе има на секој 6 месеци, а ако е потребно и на пократок временски период.